Добар ден. Индустријата на комерцијални возила не е динамична по прашање на новитетите како автомобилската, но кога се лансира нов модел, тоа е рамно на спектакл. Ние присуствувавме на промовирањето на новата генерација камиони на МАН во Билбао, од каде ви ги пренесуваме нашите впечатоци. Затоа кон крајот на емисијава. Од Лондон ни пристигна веста за промоцијата на Мустанг Мах-И, потполно електричното спортско корисно возило на Форд. Се најавува нова марка електрични возила. Ке имаме по нешто и за љубителите на двете тркала. Останете со нас следните 30 на минути. Изборот се чини теоретски бесконечен, но сепак на пазарот некои бои на автомобили се издвојуваат како доминантни. Според податоците на производителите и продавачите на автомобили во Велика Британија, ланската година најпопуларна повторно била сивата боја, а веднаш заднеа црната и белата. Се наведува дека дури 60% од купувачите го избрале својот нов автомобил во една од овие три бои. Затоа сепак не се заслужни само трендовите, туку и самите производители кои ја ограничуваат понудата. Например, големиот BMW серија 7 се нуди во 12 бои, од кои 9 се нијанси на сива, црна или бела. Сребрената, која со децении беше главен избор, веќе не е на врвот, а место неа се пробија сината, жолтата и туркизната. Топ 10 листата на најпопуларни бои на автомобили во Британија ја дополнуваат уште црвената, портокаловата и зелената. Иако струјата на голема врата влегува во автомобилите, љубителите на октаните може да здивнат. BMW ќе произведува бензински мотори најмалку уште 30 години. Тоа го кажа шефот на развојно-истражувачкиот центар на марката Клаус Фролих, кој сепак изјави дека сите мотори нема да опстанат. За сега судбината е запечатена само за големиот V12 агрегат од серијата 7, кој за 2-3 години ќе потклекне под новите еколошки стандарди. Неговото производство е скапо, а BMW продава едва и неколку илјади автомобили со него. Се разгледува иднината и на моќниот 4,4 литарски битурбо V8 од M5, кој ќе биде заменет со хибридизиран 6-цилиндричен мотор. Што се однесува до дизелите, тие веќе се на листата на одстрел. Набрзо ќе биде исфрлен топ моделот со 4 турбокомпресори, но и 3-цилиндричниот 1,5 литарски мотор од Мини Купер. Фролих уверува дека другите ќе останат уште 20 на години, но тешко е да се поверува во тоа. Истовремено од Минхен стигна и вест дека престанува производството на хибридниот i8. Замислен како наследник на легендарниот M1, тој ни одалеко не ги достигна неговите славни моменти и после 6 години оди во пензија. Нарачките за него прекинуваат во февруари, а на наследникот ќе се чека до средината на деценијава. Иако се појави уште во 2016 година, до ден денес Honda NSX остана еден од најнапредните суперавтомобили на пазарот. Дотолку што европејаните дури и не ги сватија незините способности, но затоа во Америка каде се произведува никој не ја подценува. Голем дел од заслугата за тоа има погонската група, која е вистински бисер на техниката. Сочината од 3,5 литарски бит турбо V6 со 500 конски сили и 3 електромотора. Два од нив на предните тркала испорачуваат по 36 конски сили, додека третиот со 47 коњи е сместен меѓу моторот и 9-степениот менувач. За производство на NSX се ангажирани посебно тренирани работници, а склопувањето на моторот се доверува само на најискусните. Тоа се прави целосно рачно во посебен погон, што е една од причините за малите бројки испорачани возила. Од представувањето досега, Honda во Европа продаде 207 примероци од NSX, а во Соединетите Американски држави 1258. Цената на овој модел, кој таму се пласира под ознаките на Acura, изнесува околу $160,000. Фабриката во Охајо, во која се произведува NSX, е изградена пред 4 децении и досега од неа имаат излезено точно 20 милиони возила. Honda таму има инвестирано вкупно $13 милијарди.
Ветувањето дека до крајот на годинава ќе лансира 14 електрифицирани модели во Европа, Форд го покрепи со инвестиција од 42 милиони евра. Повеќе од половина од парите ќе се потрошат за 2 линии за литиум-јонски батериски модули во фабриката во Валенсија, кои треба да започнат со работа во септември. Остатокот ќе биде инвестиран во развој на хибридните S-Max и Galaxy, кои заедно со Kuga ќе се произведуваат таму. Сите три модела ќе го имаат истиот 2,5-литарски мотор со 200 коњски сили, спарен со автоматска трансмисија. Деталите за неговиот електричен дел не се објавени. Предност на моноволуменците е што ќе бидат понудени и во верзии со 7 седишта, кои кога нема да се користат ќе ослободат товарен простор од 2200, односно 2340 литри. Како ќе изгледа возилото на иднината? Има предни светла кои личат на лавовски заби. Лавовски заби? А дали ќе лета? Не, тоа е смешно, ама ќе има 3D инструмент табла со сите потребни информации. Дали можеш да го нацрташ тоа возило? Јас не цртам толку добро, но може нешто како ова. Твојот прв избор. Брилијант. Водечко масло за јадење според потрошувачите во Република Македонија по сите карактеристики. Quiz, query, try, spy, take cover, go for a swim, go on a whim, go outside in, and inside out. Look once, look twice. Follow a compass, not a clock. Never stop discovering. Комбинацијата бизнис и забава или спортска динамика и елеганција на луксус. Звучат неостварливо, но реално се. Кај Audi Q8. Го добивате со Porsche лизинг пакет, 36% учество, 3,6% каматна стапка и 3 години каско. Audi Q8 е еден. Porsche Македонија. Некои сакаат тишина. Некои сакаат забава. Некои сакаат префинетост. Не. А некои комфорт. Некои сакаат практичност и се да им е при рака. Но сите сакаат хибрид и сите сакаат Корола. Новата Корола седан од 16.990 евра. Метрополис, број 1 радиомрежа. Едноставно до нов автомобил. Со Шпарка се лизинг. Популарноста на електричните возила благодарение на медиумите е се поголема. Дали се тие адекватни ценовно? Дали нивната употреба е едноставна во сите држави? Дали нивната еколошка адекватност е вистински онаква каква се кажува дека е? Тоа е сосема друга категорија. Сепак, за овие теми ќе обврнеме внимание во некоја друга прилика. Факт е дека на прсти се бројат производители кои немаат електрични возила, а новите брендови никнуваат како печурки.
Под називот "Музиката се менува", Масерати се пофали дека започнал со тестирање на електричниот погонски склоп. Развиен самостојно, со него ќе бидат опремувани идните модели на марката. Техничките спецификации засега не се дефинирани и тие ќе зависат од собраните податоци од тестирањата. Место нив се наведува дека инженерите на Масерати работат на звукот на овие возила, кој треба да биде 100% уникатен и препознатлив. Први модели во кои ќе се најде системот се новите Гран Туризмо и Гранд Кабрио планирани за идната година. Нивниот изглед не е познат, но тој по се изгледа ќе биде инспириран од концептот Алфиери. Жално е што мораше толку да се чека тој да се преточи во серијски модел и покрај силните реакции на публиката во Женева, каде во 2014-та беше представен по повод 100 годишнината на марката. Првобитните планови беа неговото производство да започне во 2016-та, но бргу беа променети. Новиот термин беше годинава, но и тој беше одложен заради планираниот старт на електрификацијата на гамата. Како причина се наведува потребната конверзија на погоните во Торино, каде ќе се произведуваат идните електрични возила на Масерати. Mazda и Honda останаа едни од ретките производители на возила кои немаат електрични модели во понудата. Годинава тоа ќе се смени, но изненади што и двете марки ќе понудат возила со скромна автономија од само 200 км. Тие независно еден од друг својата одлука ја правдаат со издржувањата што ги направиле, според кои самото производство на батерии за возило со автономија од моментално актуелните 500 км повеќе ќе штети на околината отколку бензински мотор во тек на целиот свој живетен век. Спротивставеноста со трендовите Mazda ќе го оправда со перформансите на својот MX-30, а Honda со иновативниот начин на полнење на батериите. Имено јапонците планираат заедно со својот електричен градски модел да понудат технологии и пакет услуги со кои возилото ќе враќа струја во мрежата. Тие во договор со електродистрибутивните компании сакаат да го согласат времето на полнење на батериите, тоа да се врши токму во моментите кога постои вишок на произведена, а не потрошена електрична енергија. Ако веќе наредната минута овој соодно се смени, возилото ќе ја враќа струјата назад, со што ќе придонесе за стабилизирање на напонот во мрежата. Тие се убедени дека на овој начин сопствениците на електрични возила, место да плаќаат за струјата, дури и ќе заработат. Мора да признаеме дека идејата им е вредна внимание, но за да профункционира потребно е голем број возила со вакви можности да бидат пласирани на пазарот. А за тоа да се случи, сепак треба тие да бидат во фокусот на купувачите, кои моментално најмногу се интересираат за електричната автономија. Но познавајќи ја и наетливата упорност на јапонците да го истераат своето, и ова еден ден ќе биде. На задоволство на сите нас, бидејќи ќе купуваме поевтини електрични возила за чија струја ќе плаќаме помалку, а воедно и ќе можеме да кажеме дека навистина се грижиме за здравјето на планетата. Само за 2 месеци откако беше представена салонот на автомобилите во Лос Анџелес, дури 32.000 купувачи направиле резервации за електричниот Mustang Mach-E на Ford. Првичните реакции на публиката беа малку контроверзни, главно заради користење на името на мускулестиот спортист. Сега бројките кажуваат дека тоа беше моментален рефлекс на љубителите на вистинските американски легенди, каква што е самиот Mustang. Другите пат го дочекаа со раширени раце и отворени паричници, од кои засега извадија само по $500 за да ја потврдат својата намера да станат негови сопственици. Сепак и покрај нискиот депозит кој може да се врати, од Ford се убедени дека огромен процент од направените резервации ќе се реализираат. Цената на Ford Mustang Mach-E се движи помеѓу 44 и 60.000, без пресметани субвенции. Ford планира во својата фабрика во Мексико годишно да произведува по 50.000 примероци од овој електричен модел. Првите возила се очекуваат при крајот на годинава.
Тесла започнува со производството на компактниот кросовер модел Y, кој дефинитивно ќе биде апсолутен хит. На тоа посочуваат бројни факти, меѓу кои цената му е поставена на $39,000. Прототипот на Тесла модел Y беше покажан пред една година, кога беше најавено дека ќе започне да се произведува кон крајот на 2020 година. Но, нетипично за Тесла, место да дојде до одложување, се случи спротивното. Овој доста интересен модел за пазарот стигна побрзо до сериското производство. Засега не е јасно како Илон Маск успеа да ги забрза работите, но тоа и не е битно. Првите примероци веќе се симна од производствените ленти на фабриката во Фримонт, Калифорнија, а од идната година тој ќе започне да се произведува и во новата кинеска фабрика. Во план е негово производство и во фабриката во Берлин, која допрва треба да се изгради. Според официјалните податоци, модел Y во зависност од верзијата има автономија помеѓу 370 и 500 км. Појавувањето на електричните возила предизвика тектонски поместувања во автомобилската индустрија. Се појавија големи пазарни пукнатини кои доста мали фирми се обидуваат да ги потполнат. Една таква е и германската Sono Motors, која пред неколку години истапи со возило со соларни панели на покривот. Место да бараат корпоративен партнер кој ќе ги изфинансира нивните идеи, хроничниот недостаток на средства тие тогаш го решија со повикување на мали приватни инвеститори. Собраа $500,000 кои беа доволно технолошки да го подготват своето возило за производство. Сега пак, кога дојде на ред и тоа, повторно упатија повек до сите загрижени за човековата околина да им помогнат во собирањето инвестиции за да започнат со производството на моделот кој во меѓувреме го нарекоа Scion. Целта им беше амбициозна, за 50 дена да соберат $50,000,000, а реакцијата на јавноста изненадувачка бидејќи за неколку милиони ја надминаа. Со тие пари, младите германци ја закупија поранешната фабрика на Saab во Шведска, од каде планираат при крајот на годинава да излезат првите возила. Договорот предвидува за 8 години да се произведат вкупно 260,000 возила, кои ќе се продаваат по цена од само €16,000, но без батерии. Со нив треба да чинат €25,500, а постои можност тие да се изнајмат на месечно или годишно ниво. Предност на овие возила им се споменатите соларни панели на покривот, кои под германското сонце треба да обезбедат струја за поминување на 30 на километри дневно. Инаку, самиот модел со засега неугледен моноволуменски изглед има должина од 4,3 метри, електромотор од 160 конски сили и автономија од 250 км. Според раководството на германската компанија, досега се примени дури 13,000 преднарачки. Веднаш откако ја отвори книгата за нарачки на својот прв електричен модел XC40 Recharge, Volvo објави дека и големиот XC90 ќе ја добие неговата погонска група, но за тоа ќе треба да се почека третата генерација планирана за 2022 година. Во меѓувреме, производството на електричниот XC40 треба да се стабилизира откако ќе започне во втората половина од годината. Тогаш некаде треба да се очекуваат и првите испораки, но од Volvo се уште не кажуваат кои пазари ќе имаат приоритет. Швеѓаните не ја кажуваат ниту цената на овој 400 конски електричен кросовер, иако потврдија дека веќе контактираат со купувачите кои за него изразиле интерес. Велат ги има неколку десетици илјади, што им влева надеж дека ќе успеат да ја постигнат зацртаната цел до 2025 година, една половина од продажбата да бидат електрични модели. Заради тоа веќе се потпишани долгорочни договори вредни повеќе милиарди долари со два добавувачи на батерии од далечниот исток.
Кога се појави четвртата генерација на Бокстер и Кајман, доби нова ознака 718, но загуби 2 цилиндри. Вистинските фанови на најмалиот Порше сметаат дека тоа е неправда која со тркачкиот GT4 беше исправена дури после 3 години. Сега тие може да бидат задоволни бидејќи гамата на Боксер и Кајман е дополнета со GTS верзијата со 4-литарскиот мотор со 6 цилиндри. Располага со округло 400 коњи кои во пар со мануелниот менувач ќе ги лансираат до 100 за 4,5 секунди и ќе постигнат максимални 293 км на час. За целото задоволство во возењето ќе се погрижат активното ослонување, само блокирачкиот диференцијал и големите сопирачки дискови. Визуелниот ефект ќе го дополнат црниот преден спойлер, исто црните 20-инчни тркала и неколку спортски детали во внатрешноста. Сето тоа е заокружено со малку висока цена од 82, односно 84.000 евра. Детройт остана без салон на автомобилите во јануари, но големата американска тројка не остана без премиери во овој период. Една од поголемите во буквална смисла на зборот е теренот од Юкон на GMC. Тој во својата пета генерација донесува доста иновативни решенија, главно поврзани со подвозјето и опремата. Ослонувањето е независно и може да биде воздушно или опремено со магнетни прилагодливи амортизери. Погонот на сите тркала го контролира електрониката, која со кочење на внатрешните тркала во свијаци му обезбедува значително подобрени маневарски способности. Со нејзина помош овој теренец може да се сврти и во место, што е опција што General Motors не ја споменува во својата комуникација, но сепак постои. Затоа се истакнува новиот 3-литарски дизел, чии перформанси не се објавени. Од бензинците, Юкон на располагање ќе биде со 5,3 и 6,2 литарски V8 мотор, сите спарени со 10 степена автоматика. Ќе доаѓа во повеќе изводби кои дизајнерски се разликуваат меѓу себе. Верзијата со XL во ознаката има за 36 см подолго меѓуоскено расстојание, а онаа наречената AT4 с големен клиренс за 5 см. Сите располагаат со огромен простор внатре, кој на патниците на трите реда седишта им обезбедуваат уживање во типично американскиот луксус. Продажбата ќе му започне ова лето по засека необјавени цени. До сегашната генерација стартуваше од $50,000. Со спектакуларна презентација достојна за отворање Олимписки игри, МАН во Билбао ја представи новата генерација камиони. Опфатена е целата палета, од дистрибутивните и средно тешки TGL и TGM преку градежничкиот TGS до долголинискиот TGX. Токму тој, како знаменосец на гамата на производителот од Минхен, ги предводеше активностите кои траја дури 5 години. Во целиот проект беа вклучени 2100 инженери поделени во бројни тимови според својата специјализација. Откако некој од нив ќе завршеше работата, иновациите беа имплементирани во постоечката гама, заради што сега изгледа дека нема многу што вистински ново кај представените камиони. За разлика од автомобилската индустрија, последни завршија дизајнерите кои ги обновија познатите кабини и го унифицираа нивниот изглед. Маската сега издолжена и визуелно интегрална, така што подсетува на муцката на лавот, заштитниот знак на МАН. Светлата се тенки, страничните мигавци уникатни, а ретровизорите големи. Се забележуваат бројни детали кои влијаат на аеродинамиката, како и новиот покрив и вратите.
Внатрешноста е поинаку организирана со цел на возачот да му се обезбеди подобар простор за работа и предстој. Целиот амбиент е модерен, но сепак изведен во традиционален стил со едноставен и чист дизајн. Инструментаблата е дигитална, а рачната сопирачка е електронска. Зад мултифункционалниот управувач, кој за полесно влегување и излегување се исправа вертикално, се наоѓа рачката на која се командите на менувачот. На неговото вообичаено место е дадено вртливо копче, како кај автомобилите. Но за разлика од нив, со него не се контролира се, туку класичните копчиња се задржани на местата на кои вообичаено треба да бидат. Тоа заедно со централниот екран, кој не е чувствителен на допир, е направено така за да не се одвлекува вниманието на возачот. За намалување на опасноста во вакви ситуации се грижи електрониката, која е присутна преку бројните системи за асистенција на возачот. Покрај автоматското запирање, тука се и системите за задржување на возилото во лентата на возењето и предупредување за возило во мртвите агли. Долгите светла се автоматски, а возењето низ град е по-безбедно за пешаците и останатите возила заради електронската помош при свртување. Електрониката се грижи и за намалување на непланираните дефекти, за што е задолжен посебен телематски систем преку кој возилото континуирано се следи во фабриката. Кога ќе дојде време за некаков вид сервисирање, се известува собственикот кој навреме може да го планира користењето на возилото. Ни беше истакнато и дека 70% од програмскиот код е направен во сопствена режија, што значително го скратува времето за софтверска надградба на системите која се врши онлайн. Со нив во совршена интеракција работат Euro 6D моторите представени лани, кои штедат и до 8% гориво. На располагање се 3 6-цилиндрични агрегати со дури 9 различни моќности меѓу 330 и 640 конски сили. Ефикасноста ја подобруваат и оптимизираните оски и активниот темпомат, кои со помош на системот за навигација следи топографијата на теренот. Треба да се спомене и дека во зависност од моделот и условите на експлоатација, интервалот за промена на маслото е продолжен и до 140.000 километри. Во возењето со новиот TGX се забележува мекоста на ослонувањето кај моделите со класични листнати пружини. Тоа малку пречи на оштетен асфалт или при преминување преку лежечки полицајци на градските сообраќајници, но затоа на долги релации го намалува заморот на возачот. Тргнувањето на прв поглед делува некако забавено, но целосно товарениот 40-тонски влекач скоро незабележително ја постига својата брзина на крстосување. Нашиот инструктор ни кажа дека така е заради подолгите преносни односи во менувачот кој може да биде од Scania или ZF. Прототипите на овој камион поминаа околу 4 милиони тест километри во секакви временски услови, па дури и на температури од минус 45 степени Целзиусови. Вкупно за развојот на новата генерација камиони на МАН му треба околу 12 милиони работни часа. Во целиот процес активно уште од самиот почеток учествуваа и корисниците. Во неколку наврати беа анкетирани околу 700 возачи и 300 сопственици на камиони од 16 земји ширум светот, од Норвешка преку Јужна Африканската република па се до Кореја. Нивните мислења, желби и потреби беа анализирани и во добар дел имплементирани во новите производи. Како благодарност, од МАН истакнаа дека им овозможиле да бираат меѓу 3000 нијанси на боја на кабините. Цената не ја споменаа, но кажаа дека досегашните модели паралелно ќе се произведуваат уште 18 месеци. Тоа значи дека во тој период може да се очекуваат уште некои подобрувања на новите камиони, како на пример додавањето дигитални ретровизори, што беше една од почестите забелешки што ја слушнавме од присутните на презентацијата. Тешкашите на МАН се импресивни по многу нешта, а она што е најважно на нивните купувачи е исплатливоста на инвестицијата. Целата гама веќе може да се нарача за нашиот пазар, а цената е тешко да се каже поради разноликоста на конфигурациите и потребите на купувачите. Ви посакувам добро расположение во следните 7 дена до нашата повторна средба. До гледање.